Дали можеби имате некои предизвици кои што ги ставате пред себе, некои сега повторно кажавте неосвоиви пространства, но ете некои места, локали кои што се себични, кои што не дозволуваат така лесно да ги достигнете. Дали можеби постојат предизвици тука во Македонија и надвор од Македонија, еве со што на кое качување, искачување најрадосно се сеќавате? Ние постојано си ставаме пред нас некакви предизвици, инаку, како ти кажам, мислам, постоењето наше нема да биде можно, знаеш. Потребни се да си имаме така некакви мали некои цели кон кои што се стремиме и кои што ќе не тераат да стануваме од кревет, кои што ќе не тераат да се раздвижуваме малку повеќе, да правиме одредени тренинзи. Тука има многу во Македонија, освен така некои насоки, тоест патеки оние вертикални по кои што се качуваме. Постојат и доста врвови, страни на врвови во зимно време, во летно време и така натаму. Значи има безброј многу цели кон кои што се стремиме. Има доста кои што се и надвор од нашата држава. Инаку во алпинизмот не е носечка мислам, целта не е да се достигне што е можно по голема висина, туку други фактори го определуваат тежината и значајноста на тој подвиг, како што според мен правилно го наречем. И така. Кој што најрадосно се сеќаваш дека сте успеале како клуб да застанете? Па секој е она кој што е последно, знаеш, на последното некако најрадосно се сеќаваме. Инаку, да, имам неколку места каде што си бил, нели, среќен што си дел од тимот, каде што имате искачувано. Повеќето се на Алпите, овие европските, во Франција има неколку врвови. И исто така 2010 година еден врв не многу висок, 3300 метри, Пицбадил, се наоѓа на границата помеѓу Швајцарија и Италија. Границата поминува точно на врвот. И сега неговата страна, таа што ја качувавме северната, беше околу 1000-1300 метри вертикала и така на... Некако, дали јас во овој период гледам почесто, меѓутоа гледам алпинистички клубови од Битола, така од Струмица, прилично активни. Заживува ли алпинизмот во Македонија и дали можеби живеел, но ние не сме го гледале толку, па сега со помош на овие социјални мрежи веќе добива на афирмација поголема. Да. Па да, алпинизмот беше жив постојано. Меѓутоа, тоа наше живење е така брановидно, понекогаш активностите се повеќе, понекогаш помалку. Точно е да, со социјалните медиуми се раздвижија доста работите. Проблемот во нашиот спорт не бил нарекот спорт, туку нашата дејност е што многу тешко може да обезбедиме публика на оние места на кои што се движиме и сега со новата технологија се овозможува, знаеш, да го документираме тоа движење, тие Што се е потребно за еден алпинист? Зборувам од делот на опрема, дали лесно се наоѓа тука кај нас, дали можеби набавувате од страна или дали е таа исто секако всушност е и клучна за успех во она што го правите, затоа што не е само физичката подготовка, туку секако потребно е и соодветна опрема. Така, да. Комбинираме најчесто. Значи има нешто тука кај нас, постојат и продавници надвор од државата. Во алпинизмот има главно две активности, да ги наречем. Всушност не активности, два периода. Едниот е зимскиот и другиот е летниот. За летниот период потребни се така појас, патики за качување, одредени технички помагала, карабинери,
плочки, осмици и така натаму. Тие се за осигурување. Додека во зимскиот дел работите стануваат доста посложни, знаеш, и доста поскапи соодветно. Потребно е посериозна опрема која што ќе штити од студеното. Потребна е посебна опрема која што ќе ти овозможи да се движиш безбедно и да можеш да се движиш по такви заледени падини и така натаму. И да, специфично е доста. Сега, Александар, со фотографот, вие всушност и кога се искачувате, кога одите да ги достигнете целите, не се одделувате од фотоапаратот. Тоа всушност е дел и од вашата професионална вокација.